Прво ребаланс на буџетот, па потоа исплатена за останатите субвенции. Вака најавуваат од Министерството за земјоделство, откако расте притисокот од земјоделците за неисплатени субвенции како во градинарството, сточарството, но и дел од помошта што ја најави владата заради ниската откупна цена на тутунот. Со ребалансот се планира 3,5 милиарди динари за поддршка на земјоделството и руралниот развој. Овие пари ќе се користат за исплата на субвенциите, директна поддршка преку платежната агенција, но и за доделување грантови. Со месеци реагираа сточарите кои се уште ги нема добиено субвенциите за обележени грла на стока. Касно е, не дават сега. Каснije. Земавте? Не уште. За која година? Кој годин? 20, За лани? лани, полани, Не сте зеле? не ич. Ако платуват субвенција со млекото, ќе фатиме. Првиот човек на платежната агенција Никица Бачовски смета дека во текот на август први што ќе добијат пари на име субвенции се токму сточарите. Пари чекаат и тутунарите преку предлог законот за финансиска поддршка чија цел е намалување на последиците од корона пандемијата. Законот е предложен од Министерството за земјоделство и се предвидуваат вкупно 307 милиони и 500 илјади денари поддршка. Проектирани се по 3 денари за килограм произведен и предаден необработен тутун во регистрирано откупно предпријатие согласно законот за тутун, сродни производи од втора класа, како и по 16 денари за килограм произведен и продаден необработен тутун во откупно предпријатие согласно законот за тутун, сродни производи од трета и четврта класа. Овие средства беа најавени како дел од петиот пакет антикризни мерки што ги донесе власта.